Страна А. Мојсниот човек Божи. Вовет. Здраво! Дали го познавате единствениот вистински Бог? Дозволете ми да ви кажам за некои луѓе кои го познаваа Него. Погледнете ги сликите во портокаловата книга додека слушате. Свртете на следната слика кога ќе го чуете овој звук. Слика 1. Двајца браќа. Двајцата браќа на сликата прават спогодба. Едниот кој се викаше Исав беше голем ловец. Јаков, помладиот брат, припремаше добро јадење. Тој не сакаше да му даде на својот брат Исав. Јаков му рече на Исав: "Отстапи ми го своето првородство." Јаков го сакаше семејното наследство кое му припаѓаше на најстариот син. Исав не се грижеше за своето наследство. Тој мислеше само на своето тело и празниот стомак и така тој го продаде своето првородство за едно јадење. Името Јаков преведено значи измамник. Неговиот карактер и природа беа да ги мами другите. Јаков дури го измами и својот татко. Слика 2. Сонот на Јаков. Исав го замрзи својот брат и сакаше да го убие. Затоа Јаков мораше да побегне од татковиот дом. Погледнете ја сликата. Јаков сонува сон. Тој го виде Бог на небото и Божите ангели како се симнуваат на земјата. Бог му проговори на Јаков: "Земјата на која лежиш ќе ти ја дадам тебе и на твоето потомство. Преку тебе ќе бидат благословени сите народи на земјата. Јас сум со тебе, ќе те чувам каде и да одиш." Бог знаеше дека Јаков е измамник, но тој го сакаше Јаков и сакаше да го промени. Затоа Бог му ги даде на Јаков овие прекрасни ветувања. Слика 3. Јаков и Лаван. Јаков продолжи да ги мами другите, но понекогаш и другите луѓе го мамеа него. Јаков замина да работи за својот вујко Лаван. Тој сакаше да се ожени со помладата ќерка на Лаван по име Рахила. Јаков му служеше 7 години на Лавана за отплата на невестата. Потоа Лаван го измами Јаков, мажејќи го со измама за својата постара ќерка. Јаков беше принуден од Лаван да му служи уште 7 години на својот вујко Лаван за Рахила, помладата ќерка. Но и Јаков не му остана должен на Лаван со своите измами. Тој го измами Лаван со тоа што му ги изеде најдобрите животни од стадата. Еден ден Бог му проговори на Јаков: "Стани и врати се во твојата родна земја." Слика 4. Јаков го сретнува Бога. Јаков сакаше да се врати дома, но се плашеше од својот брат Исав. Оние кои ги мамат другите луѓе често живеат во страв одмазда. При своето враќање во една ноќ, една личност дојде кај Јаков. Јаков се бореше со таа личност цела ноќ. На зазорување човекот му го измести колкот на Јаков. Јаков знаеше дека тој е Божи човек. Откако виде дека не може да го совлада, му се обрати: "Не те пуштам додека не ме благословиш." Божиот човек му рече: "Од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел." Израел значи принц кој се бореше со Бога. Бог мораше да го направи измамникот Јаков да биде слаб, за да може да го промени во принц. Јаков, од Бога наречен Израел, се врати при своето семејство во мир. Тој стана татко на голема нација на луѓе кои го обожаваа единствениот вистински Бог. Пријатели, ние сите се бориме против Божите патишта кога се обидуваме да ги измамиме другите. Но Бог испрати еден Божји човек кој може и нас да не промени. Тоа е Господ Исус Христос. Слика 5. Сонот на Јосиф. Јаков, кого Бог го преименува во Израел, имаше 12 синови. Најомилениот син му беше Јосиф.
Јаков му направи прекрасна шарена облека на Јосиф. Браќата беа љубомори на Јосиф. Една ноќ Јосиф имаше сон. Потоа им рече на своите браќа: чујте го сонот што го видов. Врзувавме снопови во средината на полето. Вашите снопови направија круг околу мојот сноп и му се поклонија. Браќата беа многу лути на него. Дали овој сон покажува дека тие ќе му се поклонат на својот помлад брат? Тие го мразеа Јосиф и демнеа прилика да му наштетат. Слика 6. Јосиф е продаден. Јосифовите браќа отидоа далеко од дома да ги пасат стадата на нивниот татко. Јаков му рече на својот син Јосиф: оди и види како се твоите браќа и стадата и извести ме. Кога браќата го здогледаа како доаѓа кон нив, тие одлучија да го убијат. Му ја сооблекоа прекрасната шарена облека и го фрлија во исушен бунар. Потоа еден од браќата проговори: што ќе постигнеме убивајќи го брата си? Ајде да го продадеме како роб. Во истото време поминаа трговци и тие го продадоа брата си за 20 сребреници. Ја натопија облеката на Јосиф со крв на јаре и ја однесоа кај татка си. Јаков беше изнамен. Помисли дека Јосиф е убиен од диво животно. Тој го оплакуваше својот син Јосиф долго време. Слика 7. Јосиф и грешната жена. Трговците го продадоа Јосиф во египетската земја. Тој стана роб на големецот Петефри. Бог беше со Јосиф и тој имаше огромен успех во се што правеше. Наскоро Јосиф беше одговорен за целиот имот на господарот Петефри. Јосиф беше личен младич. Жената на господарот Петефри го посакуваше. Таа проба да го присили Јосифа да легне со неа. Јосиф знаеше дека тоа е грев, па ја одби неа. Тој со трчење избега надвор од домот, но злобната жена на газдата ја зграби наметката на Јосиф. Му ја однесе наметката на својот сопруг и го накодоши Јосифа дека пробал да ја силува. Газдата го предаде Јосифа во затвор. Слика 8. Јосиф во затворот. Бог беше со Јосифа и во затворот. Наскоро Јосиф беше поставен за одговорен на сите затвореници. Царскиот пехарник и главниот пекар беа исто така во затворот. Една ноќ и двајцата сонија сон. Јосиф им порача: Бог го знае значењето на вашите соништа. Кажете ми ги вашите соништа. Пехарникот почна да говори: сонував лоза, а на неа имаше 3 млади прачки. Зедов од грозјето, го исцедив во пехарот и му го подадов на царот да пие. Јосиф му го протолкува сонот: за 3 дни царот ќе те ослободи од затворот и ќе те постави на твојата претходна служба. И пекарот му го раскажа својот сон на Јосиф. Но неговиот сон значеше дека за 3 дни тој ќе биде погубен. Навистина се случи така како што Јосиф протолкува. Пехарникот беше ослободен, а пекарот беше погубен, точно како што Бог му објави на Јосиф. Јосиф остана во затворот уште 2 години. Слика 9. Царевиот сон. Фараонот, египетскиот цар, сонуваше сон. Тој виде 7 дебели крави покрај реката. 7 слаби крави излегоа од реката и ги изедоа 7 дебели крави. Никој не можеше да му го открие на царот значењето на сонот. Тогаш царскиот пехарник му кажа на царот за Јосиф. Царот го повика Јосиф од затворот и Јосиф му го објасни значењето на сонот на царот. Му кажа на царот: Бог ти објавува, царе, што планира да направи. Ќе има 7 години на богата жетва во Египет. После нив ќе има 7 гладни години. Царот виде дека Духот Божи е со Јосиф, па го постави за управител на целиот Египет. Слика 10. Јосиф управува со Египет.
Во текот на 7 години на богатата жетва, Јосиф собра многу жито за царските резерви. Кога дојдоа 7 гладни години, тој го продаваше житото на народот. И во Ханаан имаше глад. Поради тоа, 10 браќа на Јосиф појдоа да купат жито во Египет. Тие не знаеја дека Јосиф беше управител во Египет и не го препознаа, но тој ги препозна. Јосиф ги обвини дека се извидувачи и ги стави 3 дена во затвор. Потоа им се обрати. За да ми докажете дека сте искрени луѓе, мора да го доведете вашиот најмал брат кај мене. Задржа еден од браќата и натаму во затвор, а на останатите им дозволи да го однесат житото кај семејството. Слика 11. Јосиф им се открива на своите браќа. Јосифовите браќа беа исплашени да се вратат во Египет, но наскоро им притреба уште жито. Така тие го зедоа својот најмлад брат Венијамин и се вратија кај Јосиф. Јосиф се уште не им кажа кој е тој. Им даде жито, но исто така сокри вредни работи во нивните вреќи. Потоа ги прати неговите слуги да ги обвинат дека краделе од него. Јосифовите браќа се поклонија сите пред Јосиф, молејќи го за милост, точно како сноповите во Јосифовиот сон. Јосиф не можеше да ја чува тајната и понатаму. Го прегрна Венијамина и плачеше додека им говореше на своите браќа. Јас сум вашиот брат Јосиф, кого вие го предадовте. Браќата се исплашија, но Јосиф ги смири и утеши. Браќата се вратија дома кај својот татко и му пренесоа: Јосиф е жив, тој е управител на Египет. Слика 12. Јаков и Јосиф во Египет. Стариот Јаков го зеде целото своје семејство и сиот свој имот и замина да живее во Египет. Колку беше радосен што го гледа Јосиф повторно. Ги положи своите раце на двајцата Јосифови синови и ги благослови да станат големи водачи помеѓу племињата на Израел. Јаков почина во Египет во длабока старост, но Јосифовите браќа тогаш се исплашија од Јосиф поради злото кое тие му го направија на Јосиф. Јосиф им се обрати: Не бојте се, вие планиравте зло, но Бог го промени тоа во добро со цел да ги спаси животите на многу луѓе. Пријатели, постои една личност на небото која е поголема од Јосиф. Неговото име е Господ Исус Христос. Зли и грешни луѓе го убија него, но Бог го сврте тоа зло дело во добро за сите луѓе. Исус воскресна од мртвите. Сега Бог може да ги прости сите наши гревови, вклучувајќи ги и лошите работи што ги правиме према другите. Бог сака и може да не спаси од вечната казна после смртта. Страна Б. Моќниот човек Божи. Вовет.
Постоеше еден моќен човек наречен Мојсей, кој го спаси својот народ од робство. Преку неговиот живот тој не упатува кон единиот кој може да ги спаси сите луѓе од робството на сатаната. Додека гледате во портокаловата книга, слушајте внимателно. Кога ќе го слушнете следниот звук, свртете на следната слика. Слика 13. Бебето Мојсей. Мојсей беше еврин. Тој беше роден во Египет 300 години после Јосиф. Фараонот египетски се однесуваше лошо спрема израелците. Ги принудуваше да работат како робови и им заповеда на бабиците да ги убиваат сите еврејски машки бебиња. Кога се роди Мојсей, неговата мајка го криеше долго време. Го стави во кошница и го сокри во трските крај реката. Мојсеевата сестра Маријам застана во непосредна близина и наблюдуваше. Фараоновата ќерка дојде до реката за да се капи. Таа ја пронајде кошницата со бебето Мојсей. Одлучи да го задржи бебето за себе. Мојсей растеше во царската палата и беше поучуван како еден од египтјаните. Слика 14. Мојсей и неизгорливата грмушка. Еден ден Мојсей догледа еден египтјанец како тепа евреин. Тој сакаше да му помогне на својот народ, затоа го одбрани својот еврејски брат и го уби египтјанецот. Поради тоа Мојсей мораше да побегне од царот египетски. 40 години Мојсей живееше во пустината во пределот Синај. Еден ден догледа нешто чудно. Тој виде грмушка која гори, но никако да изгори. Бог му се обрати на Мојсей од неизгорливата грмушка. Ги видов страдањата на мојот народ во Египет. Јас те испраќам, Мојсей, кај фараонот да го избавиш мојот народ. Слика 15. Мојсей се враќа кај фараонот. Мојсей беше исплашен, но имаше огромна доверба во Бог, затоа одлучи да се врати во Египет. Брат му Арон отиде заедно со него кај фараонот и му рекоа: Господ, Бог на Израел, говори: пушти го мојот народ да отиде. Но фараонот одговори: јас не го познавам вашиот Господ и затоа нема да дозволам народот да замине. Господ му заповеда на Мојсей: каже му на брат ти Арон да го земе својот стап, нека го фрли пред очите на царот и тој ќе се претвори во змија. Арон послуша и царот ја виде Божјата моќ, но сепак тој не дозволи народот да замине. Бог беше принуден да направи многу чуда против египтјаните. Ја претвори сета вода во крв, па египтјаните нема вода за пиење. Бог пушти жаби, стршлени, скакулци и град да ја покријат египетската земја. Животните умираа, а египтјаните се разболуваа, но царот се уште не дозволуваше израелците да заминат. Слика 16. Жртвеното јагне. Бог му заповеда на Мојсей: кажи им на израелците секое семејство да земе јагне и да го убие. Со крвта од јагнето нека ги обележат над вратниците од нивните домови. Јас ќе поминам низ египетската земја и ќе ги убијам сите првородени машки. Кога ќе ја видам крвта, ќе ве заобиколам и нема да ве повредам. Бог постапи онака како што му објави на Мојсей. Сите првородени машки од египтјаните загинаа, но ни еден од израелците не беше повреден. Тогаш фараонот му порача на Мојсей: излези ти и целиот твој народ од мојата земја. Одете си и славете го вашиот Бог. Слика 17. Поминување низ морето. Мојсей ги изведе израелците од Египет. Бог одеше пред израелците во столб од облак и од оган. По кратко време египтјаните збесна бидејќи ги изгубија своите робови. Кралот и целата негова војска тргнаа во потера по израелците за да ги вратат назад. Израелците стигнаа до големото море преку кое не можеа да поминат. Пред нив беше морето, зад нив египтјаните, а тие не можеа да исчезнат. Мојсей им се обрати на народот говорејќи му: не плашете се! Ќе видите што ќе направи Бог за да ве избави. Бог
им отвори пат низ морето, раздвојувајќи ја водата. Тогаш египтјаните пробаа да ги следат нив, но водата ги потопи. Сите египтјани се удавија, а израелците беа избавени. Слика 18. Храна и вода во пустината. Мојсей го поведе народот низ пустината. Тие немаа доволно храна, па Бог им праќаше храна. Секое утро нешто како снегулки лежеше по површината на земјата. Луѓето го нарекуваа тоа мана. Секоја вечер Бог им испраќаше јата од мали птици за храна на луѓето. Кога немаше вода и беа жени, Бог му велеше на Мојсей: земи го твојот стап и удри по карпата. Вода ќе потече од неа за луѓето да пијат. 40 години Бог се грижеше за израелците во пустината. Слика 19. Мојсей на Божјата планина. Израелците пристигнаа пред гората Синеј. Бог слезе на планината со грмеш и светкавица, со облак и оган. Тој му го кажа следново на Мојсей: Јас сум Господ твојот Бог. Не смееш да имаш други богови. Не поклонувај се на никаков идол. Не му се моли и не слави го. Немој да го користиш моето име залудно. Сеќавај се на денот на одморот и празнувај го во светост. Почитувај ги својот татко и мајка. Не убивај, не прави прељуба, не кради, не обвинувај никого лажно. Не посакувај го она кој му припаѓа на другите. Всушност, Бог ги напиша овие заповеди на 2 камени плочи, а Мојсей се симна од планината и им ги донесе и објави на луѓето. Слика 20. Змија на столб. Народот стана нетрпелив и незадоволен, па почна да мрмори против Бог, незадоволен од храната. Бог ги казни, испраќајќи им смртоносни змии меѓу нив. Многу луѓе загинаа од каснувањата на змиите. Народот повика кон Мојсей за помош и Мојсей му се помоли на Господа за нив. Господ му порача на Мојсей: изработи змија и стави ја на столб. И секој човек кој ќе биде каснат од отровните змии, нека погледа кон змијата на столбот и ќе биде жив. Така Мојсей изработи бронзена змија на стап и секој кој ќе погледнеше на неа беше спасуван од смртта. Мојсей беше најголемиот пророк Божи кого Израел го имаше за сите времиња. Тој ги водеше израелците 40 години низ пустината. Пред да почини, Бог му откри: јас ќе издигнам пророк како тебе меѓу израелците. Тој ќе им пренесе на луѓето се што јас заповедам. Слика 21. Исус го храни народот. Со векови израелците го очекуваа пророкот кого Мојсей го навести. Конечно, Исус Христос се роди во израелската земја. Тој го поучуваше народот за Бог, како што правеше и Мојсей. Луѓето излегоа на пусто место за да ги слушаат неговите поуки. Беа гладни, но не носеја храна. Еден младич носеше со себе 5 лебови и 2 мали риби. Исус ги зеде лебовите и рибите, му оддаде благодарност на Бога и ги благослови. Така, тој ги нахрани луѓето кои го следеа. Таму беа присутни повеќе од 5000 луѓе. Народот говореше помеѓу себе: сигурно овој е пророкот. А Исус им одговори: јас сум лебот на животот. Секој кој доаѓа кај мене, нема никогаш да огладне. И секој кој верува во мене, нема никогаш да ожедне. Слика 22. Исус разговара со Мојсей. Мојсей и Илија беа Божји пророци. Тие живееја многу години пред Исус да дојде на земјата. Без оглед на тоа, еден ден тие се појавија заедно со Исус на врвот на една планина. Тројцата блескаа во силен сјај. Исус знаеше дека наскоро треба да умре, па во таа прилика тој разговараше со Мојсей и Илија за неговата скора смрт. Тројца Христови следбеници ги слушаа како разговарат. Од ненадеж се појави облак и ги засени сите нив.
се слушна Божи глас од облакот, велејќи: Овој е мојот возљубен син, слушајте го него. Кога гласот прекина, апостолите го здогледаа Исуса сам. Слика 23. Исус умре за нас. Народот израелски го отфрли Исуса и го уби. Војниците го приковаа на дрвен крст. Тие исто така расна уште двајца други мажи покрај него. Овие двајца беа крадци и убици, но Исус никогаш ги немаше прекршено Божите заповеди. Но како и да е, јас и ти ги имаме прекршено Божите заповеди. Со тоа, ние ја заслужуваме вечната казна во пеколот. Но Бог ги љуби луѓето. Тој не сака луѓето да умра за секогаш. Затоа, тој го испрати Исус, неговиот син, да земе нашата казна. Во времето на Мојсей, крвта од жртвеното јагне ги спаси израелските семејства во Египет. Исус, јагнето Божјо, умре како жртвено јагне за нас. Неговата крв е отплатата за нашиот грев. Секој кој ќе погледне кон Исус ќе биде спасен. Исус ни објаснува: како што Мојсей ја подигна бронзената змија, така и Синот човечки мора да биде подигнат, за да секој кој верува во него има вечен живот. Слика 24. Исус на небо. Мртвото Исусово тело беше положено во гроб, но на третиот ден Исус оживе повторно. Многу луѓе има прилика да разговараат со него. По 40 дена тие го видоа како се воздигнува кон небото, како што гледате на сликата. Исус е се уште жив и денес. Мојсей беше велик водач и Божи пророк, но Исус е Син Божи. Тој е повеличенствен од Мојсей. Мојсей ги поведе израелците низ морето и тие беа спасени. Но Исус се симна од небото за да ги спасе сите луѓе кои го следат него. Еден ден Исус ќе се врати на ист начин на кој замина на небото. Тогаш тој ќе ги земе со себе сите оние кои веруваат во него да бидат со него на небо. Драг пријателе, дали си подготвен да одиш со Исус? Тој може да дојде денес. Бог преку Библијата ти порачува: верувај во Господ Исус Христос и ти ќе бидеш спасен.